Но вкусот на граѓаните посекако, дали спортски, дали некој културен настан е насочен кон рекреативно. Дали рекреативен е насочен кон спортскиот центар Борис Трајковски. ОТИ е централниот спортски културен комплекс во државата, особено во главниот град, во метрополата. Да. Добро. СЦ Борис Трајковски, директор Даниел Апостоловски. Гостин во Македонија на Отип. Да, сакав да додадам уште нешта, ама ајде сега ќе оставиме Даниел да ни открие. Добро утро. Добро утро. Теа климатизиравме, веќе се подготвивме за разговорот и за темите, да. Во најавата велиме дека е централниот спортски комплекс, културен, нели исто така според настаните. Кога ја добивте функцијата да бидете вие директор, беше ли тоа еден голем предизвик со тоа што бевте свесни со што се соочувате, дека треба да одговорите на вкусот на граѓаните да биде разнолик, но исто така и да ги задоволите со добра услуга, со добра програма, да бидете подготвени тука и кога се незадоволни. Колкав беше предизвикот со кој што се соочивте? Па добро, знаете како од една страна кога ќе го земам ајде спортскиот дел на Борис Трајковски, само без оној рекреативниот или оној околу концертите, ќе кажам дека ми е многу добро познат, бидејќи сиот свој живот го поминав по спортските води, бев фудбалер, поранешен фудбалер сега, нели? Така што можам да кажам дека многу од процесите кои што се водат и моментално во спортскиот центар веќе ми се однапред познати. Во однос на тоа како ја доживеа функцијата која што ми беше дадена, би рекол дека можеби во одредена доза беше и посакувана, бидејќи знаев дека ќе се соочам со нешто кое што однапред го познавам во поголема доза, да кажам, и сметам дека сега за сега одлично функционираме таму и ќе биде уште подобро. Знаевте што точно и на што точно треба да работите? Па добро, да, знаев, бидејќи секако и живам непосредно блиску до спортскиот центар, па знам често да ги посетувам содржините и пред да бидам директор. Така што знам, да, добро ми е познато на што треба да се обрне внимание. Веќе обрнавме голем дел од вниманието на реконструкција на базенот во одредени сегменти, така што знаеме што ни се следните чекори. Може слободно, да, може да идете со следното прашање? Да, дали спортскиот центар Борис Трајковски ќе дозволи големите спортски надпревари да не се одржат во Борис Трајковски, дали ќе дозволи да се одржуваат во другите арени или ќе си ги врати сите таму каде што почна приказната? Па видете, секако наш императив, најголем би рекол е да најголемите спортски избиднувања бидат во нашиот спортски центар, така што ќе кажам повторно задоволство ми е репрезентативните надпревари, па и од нашите, да речам, најголеми клубски брендови, Вардар и понатака и другите тимови да играат во нашата сала. Така што ќе кажам дека секогаш спортските моменти ќе бидат на пиедесталот, па потоа се понатака. Ете, освен спортските моменти, да. Да, и концертите се тука, големите концерти на нашите познати сега ние Меморија, па Калиопи, така доаѓаат, да, познати наши звезди македонски кои што верувам дека ќе соберат голем број на публика. Го познавате нашиот менталитет, не само во делот на културните настани, туку и спортските ќе ги споменаме, рекреативните исто така со акцент. Што е тоа што им треба на скопјани? Па добро, што е тоа што им треба? Им требаат културно-забавни, навистина многу настани. Концертите се одлични, меѓутоа сметам дека треба и да направиме нешто што ќе биде помеѓу културно-забавен живот и едукација. Тоа во наредниот период веќе имам неколку планови, не сакам да ги откривам додека не ги реализирам, меѓутоа сакам да биде опфатена, да речам, целна група младината, која што барем според мене во одредени сегменти, според мене не се движи во добар правец и сметам дека ние како спортски центар со содржини кои што де факто ги поседуваме, треба да ги анимираме и да ги ставиме во нивна полза со цел да создадеме, да кажеме, една посериозна и поздрава структура во иднина. А како во моментот функционира центарот? Во моментот што се има на располагање? Во моментот функционираме безпрекорно. Би кажал дека функционираат најголем дел од содржините, тука е базенот, теретаната, кугланата, пинг-понгот, еве сега за кратко и лизгалиштето кога ќе залади што малку времето, така што можам да кажам дека генерално се ни е
активно и да кажам во полнек, така што ги повикувам сите кои што сакаат да дојдат да и користат нашите содржини. Уникатен е спортскиот центар Борис Трајковски по бројот на содржини и по квалитетот на услуга што се нуди таму, по сите оние параметри што ги задоволува, нели? Е сега штета што немаме 50 метарски базен, меѓутоа тоа е за некои други разговори, за некои други теми. Уникатен е по тоа што им нуди и на оние кои што не можат редовно да ги извршуваат, нели, животните активности, им нуди простор, им нуди место на лицата со посебни потреби, имаат посебен дел и се згрижени во она што го поседува спортскиот центар Борис Трајковски, што го нуди, што го има. Така да имаме, како што кажате, дечињата со посебни потреби се ослободени од секаква, да кажам, финансиска давачка во однос на користење на базенот, така што имаме одредени термини кои што се пропишани во правилникот за користење на базенот, бидејќи нели имаме и голем број на клубови кои што гравитираат тамо и имаме точно утврдени термини каде нема да им пречиме на тие дечиња. Така што и уште еднаш кажувам дека да, една благородна работа од наша страна е тоа што сакаме да излеземе во пресрет на тие дечиња. Да. Една друга тема, одржувањето сигурно е еден комплексен процес. Го споминавте базенот дека за време на летниот период правевте реконструкција, така рековте? Да, добро ве запамтив. Ќе ни кажете за каква реконструкција, преди тоа што реално еден од, може да кажем, најпосетуваните од ранните утрински часови па до кога работи, постојано има некоја фреквенција. Еве и за нас рекреативците е еден реално предизвик, сакаме да доаѓаме никако како да нема место за нас од толку многу посетители. Но и сега на една друга тема да разговараме. Колку имаме култура ние како посетители? Тука се не само спортските надпревари, туку се и културните, тука се настаните кои што постојано се одржуваат. По завршување на еден концерт, потоа потребно е реконструкција на салата или како? Добро, не би рекол дека е потребна реконструкција, меѓутоа да, се соочуваме со голем проблем во однос на хигиената по речиси сите завршени концерти кои што се одржуваат кај нас. Нели оние кои што се ајде да кажам покултурни од типот на Златна Бувамара и така натаму, тие се Добро, тоа е манифестација. Тие да, не би сакал да ги ставам во ист кош со концертите, затоа и ги одвоив. Меѓутоа оние концерти кои што се баш да кажам концерти кои што е полна салата. Да, има тоа 7-8 илјади луѓе присутни во салата, можам да кажам дека утре дента на вистина имаме полни раце работа. Затоа е можам на благодарност да упатам до тимот кој што работи во Борис Трајковски, кој што на вистина од утро до вечер практично се вложува таму. А ние треба да им ја олесниме работата како посетители. Можеби ова треба да биде еден апел до сите оние кои што доаѓаат да се однесуваат пристојно, да го почитуваат просторот. Тој не е еден единствен. Мене би кажал дека една работа ми е многу чудна, како ние кога секаде одиме некаде било каде во странство, знаеме да почитуваме и правила и се што ќе ни биде дадено како услов за да присуствуваме било каде, само тука кај нас не е така. Се надевам дека ете затоа и кажав дека се обидувам од младата категорија на граѓани па нагоре да креираме една малку поздрава структура на население за војнина да ги отстраниме голем дел од овие пропусти. А за одржувањето го споменавме базенот, веројатно една комплексна работа, составен дел од секојдневното функционирање. Не само базенот. Дали ги задоволува сите критериуми и стандарди, чиста вода, навремено менување, филтри, одржувањето на комплексот, просториите околу базенот. Вака, ние ова лето имавме 20 на денови кога не бевме отворени, односно базенот не работеше. Тогаш работевме во најголем дел во подстаницата, под базенот, бидејќи имавме неколку дефекти во однос на пумпите кои што се од круцијално значење во однос на исправноста на водата и така натаму. Така што можеби не е видливо за око, меѓутоа на вистина голем труд вложивме да ги санираме тие дефекти. Во однос на базенот, она што е видливо би рекол дека ја променивме водата, бактериолошки е потполно исправна, температурата на водата е перфектна. Тоа се проверува постојано, како оди тоа? Тоа се прави секој ден. Значи секој ден правиме ние проверки, а потоа на секој 2 седмици доаѓаат од Институтот за јавно здравје, земаат примероци и ја испитуваат водата, така што во тој дел сме потполно чисти и се надевам дека така ќе продолжи, бидејќи на вистина е премногу важно. Потоа вложивме доста труд и околу трибинскиот простор, бидејќи имавме проблем со столчињата кои што реално не беа стабилни, а дечиња ги користат. Не сакавме да дојде до некоја несакана случка неубава.
па да кажам дека направивме една реконструкција на тие столчиња и ги саниравме плочките кои што беа во доста голем број, би рекол, искршени. Може само да ви посакаме успешна работа, да ви се чудиме како се нафативте, меѓутоа ете и да ви дадеме поддршка, затоа што комплексот е голем зафат, голем залак, одговорноста е голема, а знаеме дека структурата на вработени не е баш на кој знае колкаво високо ниво и да ве повикаме кога ќе има некоја нова содржина, најавивте и реновирање на теретаната популарна, вежбалната со тегови. Ве чекаме тука повторно со нови содржини да видиме што им се нуди на нашите граѓани. Ви благодарам. Со лесно со предизвикот, секој дневен. Да, може така. Благодариме за гостувањето.